Денеска православната црква ги празнува светата маченичка Татјана, светиот маченик Петар Авесаламит и иконата Млекопитателница. Светата маченичка Татјана, римјанка е од многу познати родители, христијанка и ѓакониса при црквата. По смртта на царот Хелиогабал во Рим царувал царот Александар, чија мајка Мамеја била христијанка. Самиот цар бил колеблив и нерешителен во верата, затоа во својот дворец чувал повеќе статуи на Христа, на Аполон, на Авраам и на Орфеј. Неговите подчинети ги гонеле христијаните и без наредба на царот. Кога ја извеле девицата Татјана на мачење, таа се молела на Бога за своите мачители. И еве, очите им се отвориле и тие виделе 4 ангели околу маченичката. Кога го виделе тоа, осумнина од нив поверувале во Христа, заради што и тие биле мачени и убиени. Продолжило мачењето на светата Татјана. Ја камшикувале, и сечеле месо, ја стружеле со железо и така распарчена и разранета навечер ја фрлале во затворот, та утредента да продолжат со нови маки. Но Бог ги испраќал своите ангели во затворот. Тие ја храбреле и ги лекувале раните, така што Татјана секое утро се појавувала пред мачителите потполно здрава. Ја фрлиле пред лав, но лавот се умилкувал околу неа и ништо не и наштетил. Косата ја одсекле, мислејќи според својот незнабожечки ум дека во косата ја скриена некоја магија или некоја волшебна сила. Најпосле заедно со незиниот татко ги извеле и со меч ги исекле. Така го завршила својот овоземен живот околу 225-та година и била овенчана со бесмртен венец на славата оваа јуначка девица, која имала слабо женско тело, но машки и војводски дух. Te
Светиот маченик Петар Авесаламит роден е од Елефтеропол во Палестина. Во млади години пострадал за верата Христова за време на царот Максимин во 311 година. По многу маки бил осуден на смрт. Сослушувајќи ја смртната пресуда, радосно извикал: "Тоа е мојата единствена желба да умрам за мојот Бог." Бил распнат на крст како и самиот Господ и починал на крстот. Иконата млекопитателница. Така се вика иконата на Пресвета Богородица, која Светиот Сава Српски ја донел од манастирот на Светиот Сава Освештен кај Ерусалим и ја положил во својата постница на Кареја во Света Гора. И така се исполнило пророштвото на Светиот Сава Освештен, изречено 800 години пред тоа, дека ќе дојде некој српски свештеник Сава, та да му се предаде таа икона и неговиот жезол. Кога Светиот Сава Српски го посетил манастирот на Светиот Сава Освештен, монасите се сетиле на пророштвото на основателот на својата обител и му ги предале на Светиот Сава Српски иконата и жезолот. Таа икона е поставена од десната страна на царските двери во постница, а жезолот во една келија викана Патерица на Кареја. Достојно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим.